вечер со топ тема на ваша страна. Адвокати, нотари, професори, обвинители и експерти. 23 се пријавија за функцијата јавен обвинител, но владата го одбра Љубомир Јовески. Дали подобро решение ќе беше човек од надвор, а не од обвинителството? Може ли тој да одговори на предизвиците? Како ќе се справи со политиката, бидејќи Јовески ќе биде биран од пратениците? Од денеска и кривичниот суд има нов председател, Иван Џолев, човекот кој го тужеше неговиот претходник Панчевски. Ќе го реформирали судот и судството, ќе одолеели на притисоците. Што е потребно за квалитетно судство? Дебатираме со адвокатите Александар Тортевски и Оливер Вуксановиќ. Останете со нас. Добро вечер за моите гости, адвокатот Тортевски и адвокатот Вуксановиќ. Ви благодарам што се озвавте на повикот да дебатираме за најновите случувања, односно за 2 дена, 2 предлога, односно предлози за избор, кој што верувам дека ќе биде дефинитивен и конечен, а тоа е изборот на новиот јавен обвинител Љубомир Јовески и изборот на новиот председател на кривичниот суд Џолев. Меѓутоа, ајде да видиме колку овие избори ќе придонесат за она што сите го очекуваат, го има во извештаите на ПРИБЕ, во извештаите на Европската комисија, реформите во правосудството. Но за почеток сепак сакам една дневна вест да искоментираме. Вуксановиќ, како ја коментирате пресудата од 1,5 година затвор за Груевски заради уништување на документи? Имаше шеги денеска на сметка на судијката дека и таа била дефокусирана кога ја носела одлуката, па можеби подосна ќе ја свати. Од друга страна, од СЕО обвинителката Ристовска рече дека тоа било очекувана пресуда за незе. Дали, еве како адвокат, како го цените се тоа? Пресудата, по мое мислење, е во рамките на законот. Судијата ја изрекла мерката онаа која сметала дека треба, заради можеби и околностите дека првообвинетиот во таа постапка е недостапен. Гледам дека критериумот на судот за истите, за соучесниците во кривичното дело, дека е доста поблак, односно изречени се алтернативните мерки за сите соучесници, што значи дека судот, ценејќи ги сите, како објективни, така и субјективни околности, донесе една пресуда. Согласен сум со колешката од обвинителството дека пресудата во овој момент пред нејзината правосилност и пред да се произнесе повисокиот суд попаметен по закон за нејзината издржаност, односно неиздржаност, пошто чинам колегите од одбраната најавија дека ќе ги користат редовните правни лекови во понатамошното постапување, па дека е во овој момент коректна пресудата. Тортевски, колку на ова влијае она што го донесоа како правилник бодување, колку по тие бодови всушност и на Груевски му беше одредена една ваква казна? Токму тоа е причината за ваквата казна, која што јавноста ја доживува како ниска. Меѓутоа, судот немал никаков избор, бидејќи тој скандалозен правилник, подосна преточен во закон, го лимитира судот многу, му ограничува практично, му ограничува можноста за изрекување санкции и во рамките на тоа што го наметнува тој, би рекол, идиотски правилник, тоа е правилник за идиоти, јас го нареков во еден текст, ако се сеќавате, текстот беше насловен "Теле и пол, месеци и пол", тоа алудирав на интелигенцијата на луѓето кои што го правеа тој правилник, со кој што на судиите им наметнаа однапред критериуми по кои што треба да се водат и практично со една сметалка да пресметуваат. Например, образование носи 3 позитивни бода, ако некој има факултет, а ако нема, носи 3 негативни. Меѓутоа, јас се расправав... За да станеш криминалец, подобро заврши и факултет и докторат работа. Да, меѓутоа, јас се расправав дека една околност некојаш може да биде отежителна, например, ако е областен книговодител
прави кривично дело даночно затајување, тоа е отежителна околност. Според тој правилник тоа му носи позитивни бодови. Ако човек што продава марули и не знае дека треба да пресмета ДДВ, Да, имаше и таков случај. имаше таков случај, меѓутоа ке него е отежителна околност. Јас од петни жили навистина направив се што можев во рамки на моите можности, се искарав со сите, со колегите, со обвинителите тогашни, дека тоа е идиотска работа, меѓутоа тоа помина. Да. И помина, морам да кажам тука, со молчење на сегашниот јавен обвинител кој денеска деновиве треба да стапи на позицијата. Па ако вака размислам, многу работи поминаа со молчење на Токму тоа. кандидатот, Токму тоа, јас- односно оној што е да. избран власт, затоа што имаше уште многу случувања во обвинителството и поврзани со обвинителството или други случаи кои што можеби требало да се коментира, до сега и не го Ако видовме. дозволите да продолжуваме или ќе... Па да, токму и тоа ми е прашањето. Сега многу мина може да го сватат ова ваше гостување дека еве сега ако ние критикуваме тоа е затоа што вас не ве одбрани. Немате Тоа сакам Палома, првин тоа требаше да го разјасниме. Требаше да ни донесете основните реквизити за ваква емисија Палома, да се исплачеме сега зашто не сме избрани. Нема врска. Јас прво му честитам на колегата на изборот и навистина од се срце му посакувам да успее, што мислам дека нема да биде многу тешко. Во овој момент сега е веќе релативно лесно да се направи резултат, затоа што на така урнисана организација како што беше јавното обвинителство со толку ниско спуштена летва, веќе е лесно да се направат добри резултати и не се сомневам дека ќе направат. Меѓутоа, јас искрено му посакувам, практично тој треба да доврши битката, војната која што ние почнавме да ја водиме, која што во еден момент заврши со разрешување на неговиот претходник, сега тој е во некоја смисла ставен како играч кој што влегува во 85-та минута на терен да го подигне пехарот при резултатот 3 или 4-0. Беше поинаку кога ние ја почнувавме битката, кога се плашевме колата, дали кога ја палевме колата, значи ги тргавме сите околу нас сам да влезам во кола. Меѓутоа, тоа беше цената што ние се одлучивме да ја платиме. Јас, пак кажувам, му честитам и му посакувам најискрено успех, голем, заради Македонија, заради она што го почнав. Меѓутоа, јас имам забелешки зошто тој не треба да биде. Ке дојдеме и до тие забелешки. Вуксановиќ, еве јас како новинар многу не морам да признам дека изборот на владата Љубомир Јовевски не го познавам затоа што тој не бил во јавноста за многу прашања. Да, не е непознат за фелата. Да, не е непознат за фелата затоа што има стаж и судски, колку што знам. Да, бил судија во колку што јас сеќам во општинскиот суд Скопје 2. Па со реформација во судството беше во двојка судија, па 2006 беше избран за заменик во Републичкото јавно обвинителство, 2009 стана јавен обвинител, согласно законските измени. За разлика од сите други можни кандидати, со секоја чест на колегата Тортевски кој е изузетен и докажан и во фелата и во праксата. Но, од пријавените кандидати, имаме човек кој во Советот на јавни обвинители, кога е избран 2013, чинам дека е избран во Советот на јавни обвинители, за разлика од разни структури кои се вгнездија во некои такви тела, Совет на јавни обвинители, па имаме Совет на судии, па имаме Совет на Советот на Советот. Разбирате? Јовевски, колегата Љубомир, е предложен од колегите обвинители. Мене тоа ми го дава за правото дека ако колегите го избрале како прв меѓу еднаквите да го представува во било какво тело, дека заслужува одредена можност да покаже што може. Меѓутоа во самиот тој совет имаше многу дискусии, многу кршење на копијата каде што ние Јовевски не го видовме. Така е, но имам како да не постоеше. Но има еве, сега ја ви кажувам, во фелата ние ја знаеме. Прво да не се свати погрешно, ниту сум адвокат на Љубомир Јовевски. Не, сега зборуваме професионално, нормално. Да биде дека сега превише нешто го бранам. Колегата Јовевски во многу случаеви, колку што мене ми е познато, гласал спротивно на одлуката на мнозинството во тој совет
или евентуално подржан со уште еден од колегите. Што значи, неговите гласања, поготово за обвинителите кои беа пред време пензионирани од Марко Зврлевски или од таа структура, ги пензионираа. Он гласаше против дека треба да им се дозволи дополнително 2 пута по една година, дека имаат право законски на таква работа. Сега на други одлуки не бидел во да не идеме во детали, така да. Али сметам дека човекот кој ги познава структурите, единствено што не знам во биографијата дали некад се занимавал со адвокатура и колку. Не. Ако го има и тоа, тоаш ги има сите 3 функции во правосудниот систем и може да одговори на секое прашање. Мислам дека е прав човек во моментот, на право место, капацитетот ќе го покаже со... Јовески беше поканет од моја страна за интервју или за дебата, меѓутоа тој рече дека се уште не е завршен изборот и затоа не доаѓа во ова студио. Така е, неточно пред. Не сака да... Истото се случи и со Иван Џолев. Пред да го видиме прилогот, кои беа критериумите практично за пријавување на кандидатите меѓу кои бевте и вие и кои беа изјавите со кои што премиерот ги повикуваше експертите, професорите, луѓето од филата да конкурираат. Само да ве прашам, дали сте разочаран што вие не сте избрани или не, за да разјасниме веднаш пред гледачите дека вие сте адвокат толку години и ќе си останете адвокат, сигурно дека ова нема да ви ја смени кариерата. Тоа секако, меѓутоа кога веќе во последен момент, јас навистина размислував дали да поднесам документи или не, затоа што знаев, отприлика слушнав кое е решението, слушнав дека од внатре, така ми беше сервирано, дека се бара човек од внатре, меѓутоа не ми се веруваше од причина што најлошата институција во нашиот систем беше јавното обвинителство и во ниедна друга институција не се побара решение од внатре. По таа логика, Заев не требаше да биде сега премиер, од внатре требаше да биде Пешевски, заменикот на Груевски. Ако решевме сега дека треба некаков континуитет на институциите, да нема многу таласање, требаше Пешевски да биде премиер, што би било бескрајно глупо. Само ова е аргументум ад абсурдум. Меѓутоа, јас искрено мислев дека ќе биде Гаврил Бубевски. И бев подготвен да не конкурирам, мислев дека е тоа решение што е во некои сегменти подобар од мене. За Јовевски, јас имам аргументи да кажам зошто сметам дека сум апсолутно против. Па кажав, му посакувам голем успех, мислам дека ќе биде сега лесно. Верувавте ли во времето, зашто сега ќе ги видиме изјавите на премиерот, кога тој навистина и ние прв пат се чудевме и како е медиуми, дека еве, до толку е значи демократски изборот, прв пат се случува да има 23 кандидати, многу луѓе од вашата фила се пријавија и веруваа дека овој пат можеби нешто различно ќе биде. Јас ги знам тие дворски игри, знаев дека со текот на времето ќе проработат жестоко и дека ќе излобираат кандидат свој. Некако и тоа се случи, тоа секогаш се случува така. Тоа е, знаете, декор, као ние бараме независен, тука сега ги повикуваме независните интелектуалци кои што го дадоа својот придонес во борбата со режимот, кои што се спротивставуваат. Тоа е како наводно ние сега бараме, ама всушност на крај ни се лизна од раце, па избравме некој друг. Пак од внатре. Може ли да се подсетиме на изјавите на Заев? Еве, мојот колега Александар Манасиев се врати малце назад низ месециве да види што се беше потребно за да некој се кандидира за јавен обвинител и какви беа верувањата на луѓето кои се кандидираа. Јавниот обвинител ќе се бира на предлог на опозицијата, за да ја чува државата од власта. Вакво ветување во декември минатата година даде тогашниот лидер на опозицијата Зоран Заев. Ветеното пред парламентарните избори во декември лани доби нов видоизменет лик по изборите, кој ги доби неговата партија. Откако седна на премиерската фотелја, Заев ги охрабри независните кадри да се пријават на конкурсот за нов јавен обвинител. Да се фокусираме на квалитетот на личноста, која што ќе биде оценета како опа, ова е вредно. Дај да му дадеме шанса. Јас толку очекувам, не очекувам ни повеќе ни помалку. Она што никако не го очекувам е дека луѓето ќе кажат се е исто. Еве и оваа власт повторно предлага некои партиски решени. Верувам дека ако овде ја погодиме работата, ние како предлагачи, Советот на обвинители, парламентот, дебатата што ќе се отвори во јавноста,
имаме одлични шанси на почеток кон правосудските реформи. Многу кусок од прашања значи ли дека нивните CV-а и кандидатури треба вам да ви ги испратат во СДСМ? Не. Мислам дека треба повеќе вам да ви испратат, кои што ги коментирате и ги исправувате пред јавноста, нивниот карактер, личност, бекграунд, не знам, потекло, минат труд, сето тоа што е важно, за да им гарантира на граѓаните дека има надеж овде да тргне работата. Нешто подосна премиерот го виде ликот на новиот македонски обвинител од редот на експертите. Првото значајно исчекорување во реформите во правосудството е експертското решение кое што треба да биде поставено на местото државен јавен обвинител. Од тука ќе покажеме колку на вистина сме подготвени како општество да ги отпочнеме реформите со конечен ефект независно правосудство. Во јули годинава Заев повторно се врати на кажаното од декември. Новиот обвинител ќе го предлага опозицијата, но не годинава. Па ќе го дефинирам како мало лицемерие. Знаете како, ние ветивме после втората година на предлог на опозицијата да има јавен обвинител. Сега што и треба на Македонија? Исправена пред реформите. И треба најврвниот експерт што може да си го најдеме дома за да биде државен обвинител. Тоа е првиот чекор кон враќање на правната држава. Покрај специјалното јавно обвинителство и блескавата надеж на враќањето на правната држава. Сега дојде нова влада, предводена од тогашната опозиција, треба да покаже на дело дека на вистина е за враќање на правната држава. Јас очекувам експертско решение. На средината на август Зврлевски беше разрешен од собранието. До назначувањето на нов обвинител функцијата извршуваше Лилјана Спасовска. Во меѓувреме, на огласот за државен јавен обвинител се пријавија 23 кандидати. До сега рекорден број на апликанти. Сепак, само двајца добија зелено светло од Советот на јавни обвинители, односно максимален број на гласови. Рулетот заврши вчера, кога владата за нов јавен обвинител го предложи Љубомир Јовески, член на Советот на јавни обвинители. Мандатот на обвинителот е 6 години, но дури и Јовески да оди пред време во пензија, паѓа во вода ветувањето дека идната година опозицијата ќе може да предложи нов обвинител. Вуксановиќ, ги слушавме изјавите на премиерот во време кога требаше да се кандидираат луѓе за обвинител. Па на почетокот беше дека ќе биде од редовите на опозицијата, потоа неколку пати повторуваше дека би било добро да биде експерт, за да на крај повторно нели се реши за човекот внатре. Ова повеќе е политичко прашање, но меѓутоа на што се должи според вас ваквото ретерирање можеби во ставовите? На политика. Дефинитивно на политика. На политика. Многу е тешко да се бара правен одговор за политички прашања. Како на кого што му одговарало во моментот, така и си зборел. Не знам што подразбирате под експерт од надвор или експерт од фелата. Смитам дека во фелата ти ако се обвинители, греот е да не се експерти, многу лошо е за државата да не ја знаат, да не го знаат обвинителската професија да ја немаат. Зошто се формираше специјалното обвинителство ако беа заради сервилноста на одредени колеги. И сега? Сега. Треба да се бориме. Значи немало експерти внатре? Не, има. Во тоа обвинителство, ја сум рекол поише пати. И во судството, и во обвинителството имаме кадар. Може би да у моментот станале малце летаргични. Да воопшто не го изнесувале јавно. Тоа е де факто и де јуре. Ниту Сдруженијето на судии, ниту Сдруженијето на обвинители не искочи со некакви си ставови. Испадна дека во емисиите околу специјалното обвинителство адвокатите требаше го бранат обвинителството. Да, самите обвинители никош никад не искочија. Со самото тоа дека они сметале сега не им треба на судиите никаква поддршка од нас или било што. Судија не треба да биде судија. И тоа да се знае, судија врв на кариерата на секој од нас правниците е желба да се заврши во правосудниот систем и во судовите. Ние како адвокати да се сметаме за скромни познавачи на правото во однос на застапувањето на правата и правните интереси на нашите странки. Судијата е тој кој мора да седне и да каже овде не е така, овде е вака. Тоа е бар секаде во свет. Меѓутоа фелата најмногу ја браневте вие и сами рековте и за обвинители кога станува збори за суди и така е, тоа е нелогично. Нелогично. Владиката Николај Велимировиќ рекол вака: кога пожарот се е во некоја куќа
Точно е дека пожарот полесно се гаси од надвор, ама сите домашни учествуваат. Ја не видов ни еден од колегите од специјалното обвинителство да застане, освен господјата Катица Јанева, која е прв човек на тоа, и да застане со својата изјава и да каже околу сите оние пропусти, малверзации и сите аномалии со кои се среќава во редовното работење. Да каже, не имаме проблем со институции, имам проблем со Тортевски, имам проблем со Вуксановиќ, имам проблем со тој и тој. И да го каже проблемот, па да јавноста може да делува. Но, доаѓаме во ситуација, да покушаваат луѓето со линија на помал отпор да не се вложуваат во одредени работи, чекајќи да нешто се заврши само од себе, а без било каков нивен допринос. Со самото тоа што политичарите, прво би им порачал на сите, да се обидат правно, да ја регулираат правната материја, но да ги дигнат рацете од правото. Да го остават, да ја остават фелата, да се справи со сите оние. Тврдам дека ако колегата Јовевски биде избран, моје сознание е дека он не е партиски определен човек, а познавајќи го, дека нема да трпи притисоци ниту од било кого, или ќе си даде оставка после. Ова ми е дискутабилно прашање, Тортевски, затоа што сепак по предлог на владата и по избор на парламентот од една страна, а и ова што го велеше Вуксановиќ, дека имаше многу прекршувања и многу ситуации во кои што требаше навистина гласно да се зборува и во одбрана на професијата, а и против состојбите во обвинителството, искрено да кажам дека Јовевски до сега воопшто не го слушнав во такво. Токму тоа се моите забелешки. Значи, јас од она што го слушам, не го знам, еднаш сум го сретнал во кариера, немам мислење. Значи, немам никакво мислење, не знам како размислува, на кое ниво е правнички, меѓутоа, моите забелешки во однос на него и зошто апсолутно мислам дека не требаше да биде избор, тој сега, е заради тоа што тој ја потврди онаа катастрофална наша една поговорка дека молчењето е злато. Во неговиот случај се покажа дека молчењето е дијамант. Значи, кога се донесуваше овој фамозен закон за утврдување на висината на казните, тој беше во јавното обвинителство. Заменик беше на републичкиот јавен обвинител. Тоа е исклучително висока функција. Тоа е функција која што малку луѓе можат да стигнат до незе. Мал број привилегирани, навистина избрани. Меѓутоа тој молчеше околу тоа. Јас пред малку кажав сега да не се фалам. Јас прв ја разбуричкав јавноста со еден текст и со дигање ѓурултија против тој закон, што е катастрофа. И сега веројатно дека ќе се смени, меѓутоа тој закон направи штета. Тој закон не ве доведува до ваков случај кај овој денеска да добие година и пола, некој што украл 20 тегли ајвар да добие 3 години. Да, меѓутоа имаше и случај, ситуација со бомбите, ситуациите покренати. Тоа сакав поред. Значи, имате колешка во Републичко јавно обвинителство, која што за 7 години обвинителски стаж, од заменик на основен обвинител, што е најнискиот ранг во обвинителство, стигна до заменик на републичкиот државен обвинител заради партиско влијание, затоа што Маши е висок функционер во ВМРО ДПМН. Јас лично кога би бил заменик републички би се побунил на колегиум и можеби веројатно дека би дал оставка. Значи, нереагирањето, значи согласување. Имате за бомбите. Како може човек да биде заменик републички јавен обвинител, да се објават прислушкуваните разговори, да се објави колку криминал има таму и да се остане мирен, сталожен, да се оди на работа, да се молчи, да се земе платата на први. Простете, меѓутоа, ние адвокатите си ја ризикувавме кариерата. Так. Јас лично ја затворив мојата канцеларија во доменот на кривично право заради тоа што кого ќе бранам јас? Кого ќе бранам? Оној што украл 20 тегли ајвар? Јас ја затворив канцеларијата заради тоа што ниедна странка која што е обвинета во сега не може да дојде ке мене. Јас практично дадов оставка од адвокатската функција. Меѓутоа колегата си го премолча тоа, си се кандидираше за
за член на Советот на јавни обвинители и си одлучи да има една смирена позиција. Меѓутоа, имаше една ситуација, има друга. Значи, негова колешка се има фаќано за очи со Марко Зврлевски и со Јове Илиевски, затоа што зимале дневници кога оделе на оние сите ракометни средби кои што ги носеа спонзори на ракомет во Катар по 10 дена, на враќањето зимале дневници. Јас да сум заменик таму, ќе му поднесам кривична пријава на шефот. Како може да настани големи, дури најсвежи се овие од 27 за 27 исто ќе го заборев, да. Не знам дали ќе ве правилно. Александра Крстевска, поранешната обвинителка, во еден свој текст го прочитав, да. Вели дека тоа е подметнато кукавичко јајце на Скопското обвинителство, случај кој што по дефолт и мора да го води Републичкото обвинителство и подосна колегиумот, апсолутно. И ниту еден од колегите републички обвинители тоа не го предочил. Тоа се сите пропустите на колегата, заради кој што јас мислам дека не требаше да биде избран. И јас на оваа емисија денеска немаше да дојдам да не се протолкува сега дека јас тука ќе се жалам, не. Јавност конкретни случаи. Да. Меѓутоа, синочешната изјава на господјата Данева беше пресудно да денеска дојдам овде и да ги изложам моите ставови. Што ве поттикна во таа изјава? Сите не ја слушнале таа изјава. Во таа изјава кажа отприлике дека не ни треба јавен обвинител кој што учествувал во судски процеси во последните 10 години, процеси во кои што биле нанесувани неправди на неговите странки и кој што се травматизирал од неуспехот заради притисокот на режимот врз судиите и кој што практично имал траума. Мислите дека алудирала на вас затоа што да, апсолутно, тука беше алузијата на мене. Отприлике излезе дека јас, они се секираат за моето ментално здравје, дека сега јас и беше речено нормално и човечки е дека човек што претрпел толку неправди дека ќе сака да возврати. Тие беа незините зборови. Значи отприлике таа е загрижена за моето ментално здравје и што би правил јас ако била... И таа беше повикана на емисија. И мене ми е многу жал, па да видевме... Вака не би сакала во отсуство, нели, да зговорим. Не во ред, тоа незина изјава вчерашна, можете да најдете на канал 24 Вести. Значи, не е прифатлив оној кој што ги почувствува практично на своја кожа неправдите, туку е прифатлив оној кој во најмала мерка седел на страна, ги гледал неправдите, а работа му било да реагира. Значи, тој е поприфатив од тој што апсолутно се вложил во рушењето на системот. Вуксановиќ, зошто малкумина ги знаеме замениците републички обвинители, републичките обвинители, дури еве ја запознавме веде јавната обвинителка, односно... Значи, не треба да ги знаеме. Има случаи, како што беше случајот Монструм, кога господјата обвинителка најде за право дека тој случај можеби треба да се изведат нови докази, дека е дискутабилна пресудата и слично. Значи, ние одеднаш во 10 години еднаш слушаме вакво нешто и сме изненадени, затоа што ги нема преку случај. Јас не зборувам да ги има можеби и на телевизија, меѓутоа ако некој реагирал за случувањата на 27 април дека треба да бидат во Републичкото обвинителство, ако некој реагирал за одредени случувања, морам да кажам дека Вилма Русковска е една од ретките која овдека и кажа во ова студија што се случувало во обвинителството, меѓутоа ретко кој кажува нешто. Прво, зашто не се присутни колегите од обвинителството? Дури и преку случаите. Тоа е секаде во свет, па и кај нас. Првенствено заради нивната лична безбедност. Разбирате, во секоја постапка, незадоволна странка, не знаеме како ќе реагира и што може да направи. Ја познавам неколку колеги од обвинителството кои и сега имаат лично обезбедување, стравувајќи за сопствениот живот согласно на предметите на кои работат. Меѓутоа, ако го бранат својот став и ако се убедени во нивното обвинение, јас знам и обвинители кои што јавно зборуваат за тоа обвинение и не им е забрането да ги бранат фактите. Не им е забрането да ги бранат фактите. Но, предпочитаат дека нивното непојавување во јавноста би било евентуално заради зголемена нивна безбедност. Тоа е единствената причина. Не сум согласен јас со тоа.
Затоа што ако пред 2 секунди тврдев дека колегите од специјалното обвинителство, не зборам за првите 3 дами фронтмени на тоа обвинителство. Во тоа обвинителство имаме уште 7 обвинители. А меѓутоа сите излегуваат, сите даваат изјави по судењето. И тие водат специфични. Претходно има тајна постапка. Не, Торте, имаме претходно во шестомесечните извештаи кои ги доставуваше специјалната обвинителка. Се тврди, имаме проблем со институции. Без да се каже која институција и што. Па кога она што е за пофалба треба да се пофали, она што е за критика треба да се критикува. Сега. Ја бар за себе сметам, адвокатурата е секогаш авангарда, контра државата и контра сите државни институции. Добро, вас ви беше дека дури ни тие не нотираат кај се проблемите, специјалните обвинители во извештај. Ниту го дигаат со својот глас да кажат дека имаат било какви проблеми. Се јавувавме неколку адвокати за да можеме да го браниме специјалното обвинителство од власта. Мислам, апсурд. Им ја биевте битката, добро, се утврди и овој пат дека ја избивте битката како адвокати за некој што велите молчењето е злато и се најде во една таква ситуација. Меѓутоа, јас не се сложувам дека по секоја цена обвинителот треба да се заштити себе си, затоа што неговите предмети се јавни. Јавноста ги знае предметите. И ние секогаш велиме дека вие адвокатите сте во предност за тоа што секогаш вие и покрај ризикот за вашиот живот сте давали изјави за разлика од обвинителите кои секогаш беа повлечени, не зборуваа за случаите, ги губеа случаите, не ги презентираа фактите. Во едни специфични услови... Кој сака да се фали кој ќе изгуби предмет? Да, добро, и тоа е плюс. Меѓутоа, во едни специфични услови во државата, во време кога се случува, треба да се случат реформи, веројатно треба, ако не друго, да се зборува за реформите, за она што треба да се направи. Господи Лупевска, ако може да се уфрлам малку, да не ми избега мислата, околу тоа одлуката дали треба човек од внатре или треба човек од надвор. Јас сум убеден дека требаше човек од надвор заради тоа што тој нема хипотека и не учествувал во значи сите однесувања кои го доведоа обвинителството на ова ниво. Значи, еве, јас ви гарантирам, и тоа мора да се почне, дека има во обвинителството се водат неколку предмети во кои што сигурно барем 1000 луѓе непотребно одат секој месец на суд. Безцелно заради тоа што се погрешно поставени обвиненијата. Колегата Јоевски во некоја смисла бил член на колегиум, дал согласност тука и тој има некаква одговорност околу почнувањето на тие предмети и тие предмети ќе се влечат во недоглед. Например, Змиско око 1, Змиско око 2, армиското оружје. Значи, тие се предмети кои што одат по 16 години, по 11 години, по 12 години. Тие се, значи, предмети во кои што по 100 луѓе и 100 адвокати секој месец доаѓаат на судење, не можат да почнат. Змиско око 2, например, за јавноста, вака да разбере. Таму вика, обвинетите им овозможиле на прво осудените во Змиско око 1 да се стекнат со противправна имотна корист. Со прво осудените, на прво осудените. Прво осудените до ден денеска не се осудени. Не издржуваат казна. Не се осудени, не е завршен предметот, уште е во прва фаза, укинате 2 пати, а во вториот предмет, за да почне предметот, овие првите треба да бидат осудени. И сега 13 години овие луѓе секој месец доаѓаат на судење и судијата уште ги кара, нив а всушност не може да почне. Армиското оружје. Значи, обвинителство мора да смогне сила и да признае дека одредени предмети ги почнало под диктат на политиката. Армиското оружје е таков предмет, сигурно. За Змиско око не можам да кажам дека е така. Меѓутоа е погрешно поставен. Зошто е проблем да се признае дека одреден предмет секој вие ова мислите дека се дел од предизвиците кои го чекаат и овој јавен обвинител. Треба да се седне на колегиум да се каже зошто дозволуваме секој месец 1000 луѓе да доаѓаат 13 години во суд, а да предметите не почнуваат. Пред да продолжиме и сакам да направиме на пауза за реклама, а потоа ќе видиме што всушност го очекува новиот јавен обвинител како предизвик и работа што му ја остави неговиот претходник. Да видиме што го очекува новиот јавен обвинител, што не направи неговиот претходник, што тој треба да направи и дали ќе има капацитет за такво нешто. Огнен Чанчаровиќ.
Довербата на граѓаните во јавното обвинителство е на многу ниско ниво, а во експертската јавност често се критикува работењето на обвинителите. Селективниот пристап и непостапувањето се главните забелешки кога станува збор за оваа институција. Токму поради тоа беше формирано и СЈО, кое стана надлежно за бомбите и за нелегалното прислушување. Освен на подобрување на имиџот, идниот шеф на јавното обвинителство, Љубомир Јовески, го чекаат полни фиоки со предмети, кои допрва треба да се сработат или пак е потребна ревизија поради спорни истраги и пресуди. Кои треба да бидат приоритетните случаи на кои новиот шеф на обвинителството мора да обрне внимание? Секако, крвавиот четврток, односно настаните од 27 април и насилниот упад во собранието. Истрагата трае со месеци, квалификациите на делата кај веќе обвинетите се благи, а пратениците кои го овозможија упадот се уште не дали изјави. Исфрлањето на пратениците на СДСМ од собраниската сала на 24 декември 2012 година или Црниот понеделник. Смртта на новинарот Никола Младенов, квалификувана како несреќен случај по истрага со многу пропусти и недоследности. Случајот Актор, кој неговиот претходник успеа да го сокрие во фиока. Продажбата на Македонска банка и евентуалната инволвираност на лидерот на сегашната опозиција. Јавното обвинителство мора веднаш да отвори истраги за незаконското трошење на пари од функционери во десетици министерства и државни институции. Протекувањето, односно објавувањето на пимерките од премиерскиот кабинет е еден од приоритетите. Она што најмногу се очекува од Јовески е враќањето на крадените пари од државата и транспарентноста кога станува збор за крупни корупциски случаи. Во извештајот на Прибе, главните забелешки се однесуваа на селективноста и непостапувањето, а препораките пак се однесуваа на начинот на регрутирање на кадар преку академијата, која во моментов ја тресе скандал со фалсификувани дипломи, по кој обвинителството нормално не постапило. Условот дека само дипломци на Академијата за суди и обвинители можат да бидат регрутирани во судството и обвинителството треба да биде засега задржана и последователно не треба да има отстапување чекор назад од сегашниот систем на регрутирање заснован само на квалификации. Љубомир Јовески беше еден од 23-цата кандидати кои се пријавија на конкурсот на владата, а конкуренција му беа колеги обвинители, судии, адвокати, професори и нотари. Кариерата ја почнал во 1979 година во секретаријат за правосудство, каде работел 8 години. Потоа избран за судија во Скопскиот основен суд 2, каде се задржал 14 години, од кои последните 4 како председател на судот. Во 2003 Јовески избран за заменик јавен обвинител и во обвинителството останува 13 години. Последните 2 години е член на Советот на јавни обвинители. Љубомир Јовески е достапен на социјалните мрежи и има Facebook профил, од кој може да се заклучи дека е љубител на прошетки во природа. Доколку ја добие довербата на 61 пратеник во собранието, тој ќе го наследи Зврлевски на позицијата од која треба да се плашат сите кои го прекршиле законот, без разлика дали станува збор за функционери, бизнисмени, политичари од власта и опозицијата или граѓани. Еве, ова беше и профилот на Јовески, што го направи Огнен Чанчаревиќ. Туртевски, ние се обидовме да најдеме дел од предизвиците што го очекуваат и случаите на кои што треба да обрне внимание. Сега ние вака и ќе му олесниме на Јовески, оти многу работи кажавме што може да ги примени. Што според вас е приоритетно да направи? Прво треба да се исчисти собствената куќа. Прво треба да се види зошто јавното обвинителство дојде до ситуација да мора да се формира специјално јавно обвинителство. И треба да се види дали во редовите на обвинителите има луѓе кои што направиле кривично дело. Според мене има. Меѓутоа е многу глупо се јас од надвор да преюдицирам и да кажувам што како. Меѓутоа не е возможно и мене многу би ме интересирале линковите. Која беше силата која што на обвинителите им наметна дека 27 април треба да го третираат како учество во толпа. И кој го договори експресно добивањето на условни осуди веднаш. Многу беше чудно што воопшто отиде во Скопското обвинителство тоа. Да, и беше и уште почудно што ниту еден републички обвинител ова не го забележа. Го забележа едно момче младо од основно обвинителство и го препрати предметот во оделение за организиран криминал. Не, никому така му одговарало, тоа ми е... Не, јасно ми е тоа дека е така, да, јасно ми е дека е така. Меѓутоа, зошто е тоа така? Да се испита, значи. Да, да се испитаат пропустите на јавното обвинителство, зошто се воделе процесите на овој начин. Тоа е апсолутно недозволено. После,
Треба да се испита околу бомбите, кои биле линковите. Значи, еднаш јас овдека кажав, знаете, сериозни функционери за изнесени одредени сознанија во бомбите, распитот им траел 4 распити за 4 предмети им траел вкупно 11 минути. 11 минути 4 распити. Треба да се види кој бил обвинителот што иска за едно многу сериозно кривично дело, например за РЕК или за некој од овие што сега ги води специјалното јавно обвинителство, на инволвирани лица исказот им траел 3 минути. Значи за 4 предмети во еден ден за 11 минути им е зиман исказ и е завршено. Тоа колегата знае, не може да се земат само генерали. Значи, тука треба да се расчистат работите. Јас лично ќе направев прво еден тест на лојалност. Ќе ги ставев на еден сериозен тест на лојалност. Каков е тој тест на лојалност? Многу добар еден тест на лојалност има. Требаше да им се подметне еден документ на сите, многу сериозен на изглед, кој што точно ќе беше обележен кој обвинител кој го добил, со истоветна многу скокотлива содржина, да им се даде на сите обвинители наредба. Да видите како ќе реагираат? Не, ќе излезе, дел ќе ги продаде. Ова е типично адвокатски. Вуксановиќ. Не е ова адвокатски, ова е сериозен тест за лојалност. Не викам дека не е сериозен, досетливост е адвокатска. Вуксановиќ, и сами рековте дека ако тој бил предложен за совет на обвинители од своите колеги обвинители, веројатно има довербата на колегите. Така. А од друга страна Тортевски вика прво би расчистил во сопствените редови. Ние набројавме неколку приоритети од случаи. Што според вас е приоритетно? Баш тоа што ја го зборам. Пошто го предложиле колегите, тоа значи дека имаме обострано познавање. Како колегите него, така и он колегите. Па, многу лесно може да се изврши структурирање, повторно структурирање на онаа хиерархија во обвинителството која треба да постои согласно законот. Точно е ова што го кажува колегата Тортевски. Ако некој од тоа обвинителство, независно на кое ниво, се огрешил од законот, прво треба колегата Љубомир да направи да си ја измете куќата. Баш така. Да, ако треба некој да одговара. Јас сум за легалистичко владење на правото, ама ерга омнес, према сите. Да што би сменило, извинете, во неговиото мислење ако до сега молчел и до сега не имало ништо, па сега одеднаш... Тоа не значи дека немал став и мислење, прво. Аха. Тоа не значи дека немал став и мислење. Може бил во сега се доведувам ситуација. Не затоа што лесно може да му кажат колегите, па вие молчевте до сега, немавте никакви забелешки и сега одеднаш да ги стави на истрага. Може би да бил, сега преюдицирам и предпоставувам, може да бил умањина. Да, од Советот на обвинители, он гласа против одредена одлука и се донесе одлуката, иако е негово изволно мислење. Ако се извинувам што ви упаѓам, ако излезеше 6 месеци порано, 6 месеци порано ќе падне. Ќе беше така е. Тоа е како реформистите во можноста за да излезеше. Неговата храброст ја гледаме као и на сите кандидати за пријавување за републички обвинител. Тоа не е баш. Тоа е храброст да се спремен, да се спреми, да се справи со престојните проблеми. Ажеме ние сега да му кажуваме што треба да прави. Човекот е од структурите на обвинителството. Треба само да го применува уставот и законите на Република Македонија према сите. Ништо поише. Му треба у моментот моја желба би била, пошто сите очекуваме нешто да се случи преку ноќ, колегата Љубомир да брза, ама пополека. Да работи темелито работата за која се кандидирал. Ако еве сега ќе земам за право да кажам, ако е човек од збор, дадениот збор во интервјуто за Дојче Веле, ги одговара сите овие прашања кои сега ги елаборираме ние овде. Само треба да си стои на зборот. Кај мене у Црна Гора се вика, луѓе се држе за дату реч, волови за рогове. Ќе видиме на што ќе испадне. Тортевски, не можеме многу да преудицираме, допрва ќе видиме какви ќе бидат неговите потези. Меѓутоа... Јас, извинете, јас реков дека ќе направи резултат, не се сомневам дека ќе направи резултат, особено што сега е многу полесно.
тргнати се процесите. Дури мислам дека ќе биде многу лесно да се направи добар резултат и тој ќе го направи. А кои ќе биде тогаш разликите кога не постоеше активно републичко обвинителство се создаде заради тоа СЈО? Меѓутоа СЈО си има своји предмети кои произлегуваат од бомбите, дури па за некои случаи се уште не е јасно, например Монструм е даден како бомба, а ево обвинителството се уште и слични предмети. Треба ли да се зафати што поскоро се сите тие горливи работи и колку всушност ќе му парира сега на СЈО? Ние сега го имаме СЈО како едно истурено, ги имаме фронтмените, овие трите жени, се како олицетворение на правда, правичност, мислам дека паметни луѓе лесно ќе се договорат кога имаат заедничка цел. Кога имаат заедничка цел да истераат дали едното правда, ќе пречи на другото или обратно, или пак не, значи умни и разбрани луѓе секако кога ќе седнат да се договарат дека ќе најдат решение, ќе го избуткаат тој процес како што треба. Јас апсолутно не се сомневам. Знаете, мене многу луѓе ме прашуваат како ќе биде. Јас сум оптимист дека ќе биде добро, сериозно ви кажам тоа. Значи ќе тргнат процесите. Ќе се откочат процесите. Меѓутоа една друга работа исто, чисто тој е пред пензија. Прашањето е, некој вика била 2 години, искрено би сакала да дојде на интервју да прашам на вистина колку има до пензија, меѓутоа многу малку време има. Објективно има уште 4 месеци, па треба да му се продолжува. Така. Ајде и да му се продолжи една година, колку би се продолжило. Тоа е едно горливо прашање, знаете, тоа е една интересна ситуација. Колку тој па би можел за година дена да направи нешто и колку ќе биде ентузијаста нешто да направи. Тоа укажува на еден друг дил голем, меѓутоа тоа некогаш подоцна. А тоа е? Не можам да го кажам сега. Вуксановиќ, и за вас истото прашање. Со волку работа во обвинителството, со волку очекувања во обвинителството, реформи, предмети и слично, колку на човек што треба да замине во пензија, ова навистина е предизвик, или пак и вие знаете нешто или сметате дека се работи за некаков договор? Што би требало да одработи тој? Или одработи? Тоа ќе откриеме ние, можеби новинарите истражувачки. Видиме. Прво, не би се сложил со една ваша изјава, дека не постоело јавно обвинителство, па е затоа формирано. Не, апсолутно не викам така, туку постоело, ама не било ажурно, не било не постапувањето на обвинителството. Одредени колеги станале сервилни према власта, што е недозволиво за јавен обвинител. Но, сепак постоеле и предметите се процесуирале и се работеле. Може би, не со динамика онаа која народот ја очекуваше, но сигурно ние 11 години не сме седеле без нормално. А и апсолутно се согласувам тука со вас. Ќе испадне дека треба отвориме и цвечара, да продаваме цвеќе. Апсолутно. Како иде времето? Тука негде сме. Што треба да направи? Дали ќе успее искрено заради деновите пред пензија? Не, посакувам да може да успее. Посакувам да во законскиот рок во август месец да подне барање за продолжување на рокот за уште година дена, пошто таков е законот. Тоа не го знам, тој податок. Треба да го провериме. Да се провери. Ако е направено, он има право да продолжи, плюс по истекот на таа година да продолжи уште година дена. Законот го дозволува тоа. Што значи више не се 4 месеци, него се 2 години и 4 месеци. Меѓутоа, од кога стапува на сила дека опозицијата треба да го предложи обвинителот? Секаде во свет опозицијата го предлага обвинителот. Имајќи во предвид изјавата на актуелната политичка власт у Македонија, дека тоа сега за сега е неизводливо, него ќе по протекот на година дена од бирање на обвинителот, дека ќе се предложи такво законско решение. Никогаш, а можда ни тогаш. Нема да се случи тоа во Македонија. Да. Имаше една работа што ја нотиравме, тоа е истекувањето на ПИМ-мерките. Една сериозна работа со која што не се занимаваше. Значи, ви кажав пред малку, мислам дека тој тест на лојалност, тој ќе беше многу добар тест. Значи, мислам дека е една добра цифра на луѓе кои што изнесуваат информации. Не зборувам само за обвинители, заменици и така. Технички персонал, сите требаше да бидат подложени на тој тест на лојалност, каде што
ви кажувам, ќе добие една многу шкаклива информација, еден многу шкаклив документ, еден многу скокотлив документ. Меѓутоа како да не се претвори и гонењето што би го спроведувал, да, и да не се претвори сега пак во политичка хајка против кого? Против опозицијата, да кажеме, да не се селектираат предмети. Ние сме сведоци дека се селектирале предмети, можеби во минатото, не велам од Зврлевски, имало и други обвинители претходно и се случувало тоа. Па сега не сум сигурен, ви кажувам дека не го знам човекот, мислам дека ќе биде вложена една сега голема енергија во расчистување на овој криминал за кој што сите зборувавме, кој што беше јасно евидентиран практично. Мислам дека ќе се вложи една голема енергија во тоа и во тој дел ќе има резултати. Не сум сигурен, не би можел да кажам сигурно, каква ќе биде поставеноста во однос на владеачката гарнитура. Не сум тука сигурен и тука во тој дел не сум многу оптимист. Не сум оптимист, заради тоа што ова е партиско решение. Да не се залажуваме. Предлог на влада ќе Не, значи сега да бев и јас исто ќе бев предлог на влада. И за вас може сега да дискутиравме дека Да, значи таква е процедурата, дека владата мора да го избере. Меѓутоа, ова е партиско решение. Како мислите, врз основа на што ова го тврдите? Па, значи, ако видите неговиот напредок во кариерата, председател на суд во кое време станува, па од суд во републичко јавно обвинителство, заменик републички, не се станува туку така. А вие периодите на не се станува тоа, туку така и одеднаш сега, значи, одеднаш, од никаде би се рекло, се извлекува, значи, она во разузнавачките кругови што се вели има спијач. Знаете, ама има и спотери. Добро, па сега ние бевме спотерите кои што требаше да се глуми дека се бара независен кандидат, меѓутоа имало човек кој што однапред бил. Имаше обвинители кои што беа респектирани. Например, јас се сеќавам времето на Марко Зврлевски, годините негови од кариерата, не овие последните. Тој помина многу тренинзи во Америка, имаше многу солидна кариера, имаше поддршка од американските обвинители кои тука доаѓа, ги едуцира и слично. Не можеше да се каже дека, и затоа велиме да, обвинителството не постои од сега со СЈО, постои години наназад, каде што имаше и квалитетни случаи и слично. Како да се одбранат обвинителите од политиката, се покажа дека ниту еден не е имун на политичките влијани и за жал луѓе со добра кариера, а можам да кажам дека тука бил и Марко Зврлевски, на крај лошо завршиле. Колегата Зврлевски е респектабилен. Од каде бе сега излезе? Респектабилен, со изузетна здрава правна логика. Последните години. Ај ќе станам, ќе си идам. Ај ќе си одам. Последните години. Имало обвинители кои што имале респективни предмети. Последните години. Се врзале политички. Марко Зврлевски стана сервилен према власта. Сега видете, тој не као колега, тоа е минато. Као колега има изузетна правна логика. Зашто станал сервилен, тоа може да си каже само. Армиското оружје е негов предмет. Кај му е правната логика во армиското оружје? Кај му е логиката тука? И еве само да ви кажам каква му е кариерата. Заменик основен, проба да биде адвокат, неуспешен адвокат, по чуден начин се враќа во обвинителство. Значи, јас кога сакам да дојдам во обвинителство, викаат не, од внатре. Значи, он се враќа во обвинителство од основен обвинител републички. Значи, кога се проскокнувало тоа? Ете, Роксанда Крстевска, максимум тај легендарен обвинител. Уште неколку луѓе, ама легендарен, неповторлива. Значи, максимумот на еден извонреден број луѓе, извонредни луѓе, неверојатни луѓе бил да стигнат до више обвинителство. Марко Зврлевски направи кариера од неуспешен адвокат, основен обвинител и републички обвинител и падна на тестот. Немам намера јас. И која е таа респектабилна кариера? Марко Зврлевски, целата твоја прикажување на неговата кариера, чинам дека беше обвинител во организиран криминал. И одма дојде за основен.
Да, во дојде, Скопско. Па во организиран го направи армиското оружје, што не го докажа? Добро, видете, има многу предмети недокажани низ обвинителствата. ама кој го докажа? Мене и сами гледате и забележувате кој обвинител во кој период напредува. Значи не е само Зврлевски, не е само Јовевски, за жал. За жал, значи она што го прашувате, што прашувате вие како да се заштитат обвинителите. Јас ќе ви кажам како. И стручњаци кои не се заштитиле. Кога шефот на обвинителството ќе застане храбро и кога на колегите ќе им каже терете по закон, јас стојам пред вас и јас ве штитам од извршната власт, никој нема да ве чепне заради тоа што ќе спроведувате закон. Имало такви обвинители и се сеќавам Вуксановиќ на изјавата на покојниот Прчевски дека е последната будала во тоа. Најдобриот последен, значи од последните беше Стеван Павлевски. Стеван Павлевски беше од тој ранг обвинител. Иначе претходно обвинител, значи од Марко Бундалевски, од Јово Трпеновски, Стојан имаше заменик, беше во Откумано, па тоа беа луѓе со кои да тие мерак да правиш, да разговараш. Не, имало случаи што и обвинителите ги кажуваат дека навистина постоеле шефови нивни кои тоа и го велеле. Работете според закон, ние стоиме зад вас. Пензиониран како адвокат, али е најреспектибилниот обвинител во тој период. Значи имало луѓе кои што можеле да одолеат на притисоци. Тоа велам, како да одолее на притисоци. Тоа е веќе индивидуалното чувство за поимање на правото и правдата. Кога било кој, било која фела, ќе успее да ги стави своите лични интереси пред интересите на заклетвата на тоа што го дал. Не можеме да тврдиме дека за еден предмет, само да заврши. Само една работа. Не можеме да тврдиме дека е некој нестручен само заради едно обвинение. Не, само една друга работа веќе ви кажам. Каков пример јавниот обвинител им дава на колегите ако оди во Катар, го спонзорира приватна фирма, 10 дена седи нашаран со боите на македонското знаме на ракомет и кога се враќа зима дневница за престојот во Катар. Каков пример на честност им дава на колегите? Добро, видите, Туртевски имаше и други примери, ние што ги истражувавме. Каков пример дава тие што беа цел ден во кладилница? Во ред, ама тоа е токму тоа. Тоа е тоа со моралното и... тоа е тоа. Значи, тоа е тоа, токму тоа го зборуваме. Мораме да имаме една јасна визија. Сите аномалии кои се јавуваат во општеството се јавуваат и кај сите луѓе, па и кај обвинителите. Не се они иземени, не се они од Бога дадени. Но само свеста која мора да работат секој на сопствените морални првоначела. Така. Спроведувањето на законот му е законска обврска. Ама моралните начела секој од нас ги гради сам. Не можеме на никого со инка да му ставиме сега ова ќе ти биде морално. Тоа е тоа на што паѓаат всушност. Така е. Пауза за реклами и потоа ќе разговараме и за уште еден избор, а тоа е изборот на новиот претседател на Кривичниот суд. Иван Џолев е денеска предложен од Судскиот совет за претседател на Кривичниот суд. Неговиот избор, односно заклетвата се уште нема дадено и со него разговарав денеска и тој не сакаше да дојде пред да ја даде заклетвата. Меѓутоа, еве прашање до двајцата. Овој суд постојано го тресеа многу нешта, многу веде председатели, незадоволни суди од распоредите, никако да се избере председател на судот, тужби на Џолев, Панчевски, тужби за мобинг и слично. Панчевски се наоѓа сега се соочува со пријава и слично. Вуксановиќ, сметате ли дека со ова заврши еден, можам да кажам, лош период во Кривичниот суд и дали би требало да се случи едно консолидирање и дали сето ова до сега што се случуваше и пречеше генерално во работата? Вие сте во судници, таму одите, гледате како или мислите дека... Се надевам дека е дојдено до едно решение со кое ќе успеат да се надминат прво меѓучовечките недоразбирања во судот, да може судот да профункционира онака како што треба. Се надевам. Искрено колегата Џолев, можда сум бил еднаш или два пати кај него во судница, така ми се потрефило, па нешто и немам некои лични искуства и познавања. Сметам дека чим се кандидирал и смета самиот со самата кандидатура дека има и волја
и капацитет да ги се справи со сите предизвици во судството. Во тој суд, да, се нарушија меѓучовечките односи, се поставува суди со различити месечни извештаи, па имавме еден кармакаш во еден период, па се уште тоа трае, да суди распоредени кои судеа организиран криминал бидат распоредени да судат прекршоци или обичен криминал на полнолетни лица. Па после тоа дојде колегата Рибарев, па ги исповрати назад. Па имаме сега судија кој суди и обичен и организиран криминал, уште да им дадат и прекршоци да судат све у едно, па да уведеме и трета смена у судот. Мислам дека и колегата Џолев го чека една сериозна, голема, прво лична заложба во справувањето, а друго и надминувањето на сите оние досегашни негативности. Спомнавте тужби помеѓу судии. Едната е конкретно за мобинг, па против колегата Панчевски се води некаква си постапка недозволиво. Каде е тука интегритетот на судијата, со кој треба да биде врв на моралноста, врв на етичноста, врв на една функција, каде што од памти века на народот било судијата е тој кој треба да пресуди. Да се верува на неговата да се верува, поготово не на професионалноста, не на познавањето на законот, него да се верува и на неговата животно искуство, дека може правилно да го применува и неговите морални квалитети. Меѓутоа, пак се наоѓаме во една ситуација да вака ме интересира дали и самиот Иван Џолев ќе беше правичен, ќе биде, со оглед на тоа што се нашол веќе во судска постапка со неговиот претходник Панчевски. Ова зашто го прашувам. Додека беа Панчевски па и ведето, судиите од кривичниот се жалеа и на распоредите, имаше нарушени меѓучовечки односи, имаше некоја осветољубивост. Не би сакала сега било кој што ќе дојде за председател на суд да се врати како бумеранг сега само од другата страна и тој да го прави истото што го правите неговите претходници, затоа што веќе се замерил. Ако не друго со Панчевски се има замерено. Токму денес кога му честитав, бидејќи бев на некое судење и тука бев кога се објави веста, кога му честитав, тој совет му го дадов. Дека сега му треба ладна глава, смиреност, емоциите дека треба да ги остави настрана, а инаку поделбата во судот не беа нарушени меѓучовечки односи затоа што не се трпат меѓу себе или се караат. Таму поделбата настана кој е учесник во криминалот, а кој со тоа не се сложил. Тоа е сериозна поделба. Значи, тоа сериозно треба да се разгледа и да се види. Учеството во криминалот е бранење на одредени предмети, чување во фиолка заради политички причини? Па да, и одбивање, значи носење решенија кои што воопшто претходно никогаш не се носеле, однесување како што никогаш претходно за никого не се однесувале, истекување на информации, што мислите вие, аболицијата од каде потекна и за секој што нешто имало предмет во единица беше аболиран. Па добро, по дискусија е сега и под истрага како се користел системот за распределба на предмети. Токму тоа ми е зборот. Значи, овдека не се работи дека Иван Џолев имал конфликт личен и нетрпеливо со Владко Панчевски. Него не се согласувал со неговото. Не се согласувало со неговиот начин на раздавање на правда. Мислам дека тоа имаше забелешки на самото правење на распоредите. Да, префрлање, играње, меѓутоа сите тие игри, префрлање на судии од еден одел на друг, беше правено со цел да се заштитат одредени луѓе од постапките на специјалното јавно обвинителство. Чуди една работа, кога судиите се жалеа до Републичкиот судски совет на распоредите, и тоа многу судии, не еден, туку 7 мислам дека беа. На Врховен суд. 15. Да, на Врховен суд. Никој некако не реагираше од повисоките инстанции. Во ова студио беше председателот на Републичкиот судски совет кој го прашувавме како би се заштитиле овие луѓе. Сепак не е добро да им се менуваат распоредите. Како одеднаш се сменија работите? Како одеднаш Републички судски совет сега гласа за Џолев? Па се смени власта.
се смени власта, ве молам, па тоа е сериозен фактор. Истите луѓе се во Републичкиот судски Па совет, истите така? луѓе, Истиот председател е во Републичкиот судски се смени власта, како? Зашто вие сте паметна жена, глупи прашања Па не, а не се поставувате глупи, вака него сега. само да го потврдам тоа што го мислам. А подобро да го кажете вие од уште јас. Да, Вуксановиќ смета ова малце разочарува кога еве вака разговараме дека истите луѓе го ја смениле политиката. И имам таков впечаток на вистина. Како одеднаш тргнаа сите предмети да се решаваат, како одеднаш судењата завршуваат со пресуди, како одеднаш Републички судски совет еве побрзо избра председател на кривичниот суд, толку време не можеше да се избере заради икс причини. Како? Едноставно, тоа е она со капата. Како која власт ќе дојде, така се менја символот на капата. Они сега свртеа капата и работат да се додворат на сегашната власт. Како тогаш воопшто реформите ќе се спроведат? Како овие извештаи на Прибе ќе може да се реализираат? Извештаите на Прибе се едно огледало на реалната слика во Македонија. Само во Македонија, односно во екс-ју републиките, имаме Сдружение на обвинители, Сдружение на судии, Сдружение на правобранители, Сдружение не знам какви све други. Секаде во свет. Тоа е една комора. Една. И во Соединетите Американски држави е истата комора, од која може во сите инстанци да се врши контрола над работењето. Таквите, ја би ги рекол, нереални тела. Имаме Сдружение на обвинители, па Совет на јавни обвинители. Што работи едното, што работи друго. Имаме Совет за утврдување на факти, па имаме судски буџетски совет. Имаме уште да формираме некое селјачко певачко друштво и да се зачлениме таму. Да, супер, се сложувам абсолютно со колегата. Мене пријатели мои ми забележаа што на последниот пат кога бев овде, беше во тек кампањата за избор на јавен обвинител, јас тогаш барав да се укине Советот на јавни обвинители, меѓу другите органи кои што ништо не работат, практично само ја слушаат власта. Еве, јас поставувам јавно прашање денеска, што работеше денеска Советот на јавни обвинители? Што сработи денеска? Што ќе работат утре? Тоа се измислени органи. Да не испадне дека само другите ги критикуваме, ајде малце и во вашата адвокатската фела. Прво, колку сте и дали сте членови на адвокатската комора, веројатно сте. Меѓутоа, ако зборуваме за неја, ова е единствена комора каде што функционира делегацијот принцип. Зошто таму не покренете реформи? Зошто таму нешто не се случи? Зошто адвокатската комора не се реформира? Предавам чест на колегата Тортевски за тоа. Јас пред некоја година се обидов нешто таму да направам, меѓутоа на еден спектакуларен начин таму некаков договор на претходното раководство со колегата Никола Додевски му беше предаден на комората. Таму има некој делегатски систем кој што ме мрзи сега да го расправам јас и да поднесувам кривични пријави, таму има лажни записници, нон-стоп. Јас сум адвокат, веројатно, не знам дали има уште некој со подолг. Саво Коцарев сигурно и уште можеби еден или двајца со подолг стаж од мене се адвокати во Македонија. Меѓутоа никогаш не сум добил покана за основната комора, значи каде што јас сум член и каде што треба да гласам за делегат. Никогаш не сум викнат. Ниту сте биле делегиран, ниту сте викнат за да бирате делегат. Никогаш. Не сте биле категорички тврдам, не сум поканет. поканет. Ја тврдам дека не сум бил повикан на основните адвокатски заедници, на ниту еден. Ја чак не знам кој е председател на мојата Не сум повикан јас за да можам да гласам. Оди некој делегат, се собираат некои луѓе таму. Зошто тоа не можете да го смените, бидејќи сте респектибилни адвокати, активни во јавноста и слично? Може да се... А очигледно дека и председателите се бираат таму според нечии терк и политичко влијание. Едноставно изгледа не сме имале амбиција и торте да... Не, јас имав минатиот пат, сега да не кријам вака. Имав и се собра една солидна цифра, 200 и кусур подписи за да го смениме Ненад Јанечиевиќ, што беше 12 години претходно председател. Меѓутоа тогаш направија некаков пазар, управниот одбор го делегираше Никола Додевски и на следната седница Никола Додевски го избра за председател. Дури добивав
закани да не одам, тоа беше во Кичево. Значи добивав закани да не одам во Кичево заради тоа што лоши работи ќе ми се случат. Меѓутоа, ако немате адвокатска комора која навистина треба да се бори за фелата, да ги штити интересите, а како тогаш ќе се изборите со хонорарите на извршителите, со оние на нотарите? Сето она што прави да не, значи што прави да прво беше закинувањето нели на работата што ја работат нотарите од вас. Се појави извршителите исто така. Факт е дека се потребни реформи. Ако тоа го нема, тогаш како ќе се справите со овие проблеми? Не викам јас дека ние треба да го земеме колачот. Значи апсолутно тука нема никаква дилема. Факт е дека на нотарите им се префрли огромен дел од судската работа за која што тие не се квалификувани. Тоа е противуставно и противзаконско решение. Па најлесно е политичар нотар да станеш во денешно време. Не можете, да, и видовте, беа објавени податоци какви заработувачки имаат нотарите. Значи, еден нотар многу подпросечен, да речеме, заработува 10 пати повеќе од мене. Немам забелешки јас во таа смисла. Јас сакам луѓето да се богатат, меѓутоа не заради монопол. Не заради монопол и не со префрлање на судска надлежност. Јас лично, ако ме прашувате, би ги лимитирал на 3 просечни судиски плати. Или некои паушали? Да, затоа што тие имаат печат државен на нивната фирма. Вуксановиќ, значи, дали вие би се... Се само да докажам. Предходно, оставинските постапки ги работеше судија. Вон процесните постапки ги работеше судија. Значи, за судија се знае, правосуден испит, положен, пракса, служба, јас и колегата тоа го имаме, ниеден нотар го нема тоа. А тој сега има превземено судска надлежност и сега кога треба тој да прави развод или оставинска постапка, тој нема познавање. Тој не знае да подели имот, оставинска постапка да ја подели за тоа што не го учел тоа. Ова е прашањето што ги мачат адвокатите. Меѓутоа, дали кај вас исто постои нелојална конкуренција или пак постои адвокатски друштва со 50 можеби вработени или друштва кои се создале заради некои други интереси? Како ќе се изборите со овие работи? Навистина и во вашата фела има работи сериозни кои што некој треба да ги избие битките. Ако овие тела кај обвинителиве, кај велиме дека зашто постојат, можеби комората навистина треба да се позанимава со некои работи во вашата фела. Адвокатската комора, ја поднесов неколку иницијативи до комора. Прво, 2007 чинам дека поднесов, уште беше Ненад Јаничевиќ председател, поднесов барање да адвокатскиот трошковник стане извршна исправа. Денеска сме 2017 година. Ја на мојата иницијатива никаков одговор од комора нема. Поднесена иницијатива за промене на одредени закони кои би иделе во полза на работењето на адвокатите, поготово на адвокатите кои работат одбрана во кривична постапка. Тој мој предлог со уште петорица колеги беше околу роковите за постапување во ова. Доби некоја политичка димензија со некои небулози да ја се срамев да кажам дека на крај крајва мој предлог доставен за такво нешто. Дали треба реформи во адвокатската комора? Секако дека треба. Секако, затоа што ја заборавивме, бар дел од колегите, основната функција на адвокатурата да биде авангарда во општеството, секогаш контра државата. А слушаме дека многу од колегите заради лична благосостојба се приклонувале кон едната или кон другата власт за зголемен обем на работа. Па што не иде тогаш у државно правобранителство? Државно правобранителство ги штити и онака властите. Тоа е посебна приказна. Можеби тоа е друга тема емисија зашто сме на крај. Тоа е посебна приказна, знам. Меѓутоа, јас сум сигурен, една добра анализа, сега овие што прават господја Данева, експертот за правосудство, новиот Михајло Маневски на македонското правосудство, тоа е тоа. И давам совет дека правобранителството и прави многу голема штета на државата заради тоа што секој спор го спори. Мислам, секое барање, тужбено барање на секоја странка го спори
и тие постапки одат по 10 години и на крај државата плаќа огромни камати. Да. Ако е паметен правобранител да рече дојдете барате 60.000 евра, имаме спогодба 20.000 евра денеска да ви исплатиме завршена работа, ако е добар правник. Ова е друга тема. За крај само да видам како огромни загуби има државата заради однесување. Да видиме како одговорија гледачите, им го поставивме прашањето дали беше подобро решение обвинителот да биде човек од надвор, а не од обвинителството, и може ли да одговори на предизвиците. Па Тамара Гранчаровска ги собра нивните мислења, објавени на Facebook страницата и на Twitter. Со месеци се чекаше наследникот на Марко Зврлевски. Во куларите се шепкаа многу имиња. На конкурсот за прв човек на обвинителство се пријавија уште повеќе. Владата до собрание го достави името на обвинителот Љубомир Јовески како некој во кого таа има доверба дека ќе го реформира овој дел од правосудниот систем. Топ тема на ваша страна побара став од социјалните мрежи за предлогот Љубомир Јовески да биде нов и јавен обвинител. Александар Тасевски ни одговори дека некој што молчал толку години не може да влева сигурност. Молчењето е одобрување, а довербата секако требаше да се даде на некој од надвор. Гоце Јовевски пак смета дека за оваа битка со мафијава што престои човеков не ми влева надеж. Руки Ѓорџиевски пак смета дека Јовевски е краткорочно решение. Со оглед на моменталната репутација на обвинителство, побаравме и став за тоа дали подобро решение ќе беше раководењето да го преземе човек од надвор, а не од обвинителството. Ставот на Саше Мерџановски дека Јовески е добро решение со оглед на неговото искуство во јавното обвинителство, а искуството како кривичен судија, додека Стефан Станковиќ пак има сосема спротивен став. Сметам дека секое решение за обвинител кој произлегува од обвинителство е ужасно решение. Што правел човекот таму 15 години? На кој начин е сега возможно да се релативизира неговиот непостоечки интегритет? Сега ќе му ја довериме улогата да биде глава на најзначајниот орган на прогон и правда во земјава, напиша Станковиќ. Виолета Спасеновска Марсол пак смета дека човек од надвор дефинитивно би било подобро решение. Тие од обвинителство се испреплетени меѓу себе како свински црева, констатира Виолета. Шефик Дурако од Дивчекор понатаму и вели дека би било подобро не само да е од надвор од обвинителството, туку и од надвор од државата, и тоа од Германија или од Австрија со најмалку 20 години искуство во гонење на организираниот криминал. Имаше коментари со конкретни имиња за јавен обвинител. Стефан Ристич кратко напиша: Звонко Давидовиќ беше идеалното решение, додека доктор Демократ праша, а Јовески нема гледано неправди како Тортевски, со констатација дека никогаш ние нема да имаме независно судство. Конечната одлука за именувањето на Љубомир Јовески ќе има собранието, на позицијата од која јавност очекува тој да ја реформира институцијата, која за многумина беше и синоним за заробена држава, и да му го врати угледот на обвинителство како институција која гарантира дека во државата правдата функционира. Еве ова беа мислењата на оние што го видеа нашите прашања, и не многу бројни беа дека требало да биде од надвор и можеби од странство протекторат како на Косово. Господа адвокати, ви благодарам што бевте дел од оваа дебата околу назначувањата и изборите на новиот обвинител и на новиот председател на кривичниот суд. Се надевам дека ги слушнале нашите забелешки, мислења и насоки, па може нешто и од тоа да применат, еве им помогнавме во одредени делови. Може да се каже. Ние сме како публика на стадион, кога викаме дека треба да игра Марсијал, ама Мориньо има друго мислење. Ви благодарам уште еднаш и вам, почитувани гледачи, ви благодарам што ја следевте оваа топ тема на ваша страна. Останете со програмите на Телма, по серијата Инсайдер е Сања Васич со Ноќно студио.